Стилистот и фризер Октај Седи беше едно од највпечатливите лица на првата самостојна модна ревија на Љупка Митрова, за нејзиниот бренд Митров. Октај не само што стоеше зад сцената како креатор на изгледи, туку овој пат и сам застана на пистата, прифаќајќи ја поканата од Љупка да ја представи една од нејзините модни креации. Со својот стил и енергија совршено го изнесе моделот, потврдувајќи уште еднаш зошто е еден од највлијателните имиња во македонската сцена. Октај Седи веќе долги години е присутен во светот на модата, каде гради кариера како фризер, шминкер и стилист. Неговото студио е вистинско уметничко гнездо, каде создава изгледи за јавни личности, клиенти и кампањи кои оставаат впечаток. Освен што е мајстор за сцената, Октај е и активен инфлуенсер на социјалните мрежи, каде што споделува инспиративна галерија на модни комбинации, совети за убавина и животен стил. Препознатлив е по својот специфичен и уникатен моден израз, со чувство за естетика што ретко се среќава, без страф од експериментирање и секогаш чекор пред трендовите. Октај станува пример за тоа како стилот може да биде лична изјава, а не само следење на модните диктати. Неговата листа на соработки е долга и импресивна, од познати македонски звезди до балкански музички имиња, па се до соработка со големи брендови во рамки на рекламни кампањи. Секогаш присутен таму каде што се спојуваат уметноста, модата и гламурот. Октај со својата појава носи автентичност и професионалност. Она што го прави посебен не е само неговиот талент, туку и неговата скромност и страст кон работата. Кариерата ја започна тивко, чекор по чекор, градејќи го својот пат со многу труд, љубов и верба во себе си. Денес, неговиот успех не е случајност, туку резултат на години посветеност и креативна еволуција. Во своето прво интервју за Hype Македонија, Октај зборуваше за модата, убавината, личната нега и љубовта кон сцената. Истакна дека со задоволство ја прифатил поканата на Љупка Митрова да биде дел од модната писта, потенцирајќи дека соработката со брендот Митров му представувала чест и инспирација. Љупка пак не погрешила во изборот. Токму Октај беше тој што на сцената внесе доза на автентичност, самодоверба и магија. Во време кога модата бара храброст и визија, Октај е доказ дека индивидуалноста и креативноста се клучот на успехот. Без разлика дали се работи во студио, се појавува во јавност или дефилира на писта, тој секогаш носи нешто ново, оригинално и незаборавно. Октај, ти благодарам што прифати да бидеш мој соговорник на оваа прекрасна вечер. Те гледаме во едно поинакво издание, не секојдневно, за прв пат како модел. Кажи ми како се чувствуваше на пистата? Па вака, прекрасно се чувствував бидејќи ова желба датира од многу рани години. Јас усвари прво почнав со као манекен модел, нели од моите рани години 15. Не дека сега сум стар, ама пак одамна беше вака. Пред 10 години последно имав на ревија одено, од после тоа знаете со работа со друга професија и веќе нели тоа другото го ставивме на друг план. Октај, ти си синоним за елеганција и естетика. Со твоето стручно око, како ја доживуваш ревијата на Љупка и целиот концепт за неа? Прво, фала ти за убавите комплименти. Второ, Љупка е буквално синоним за естета и за елеганција, така да кога ми понуди, кога ми се јави Љупка ми каже идејата, имам ваква идеја, Октај вика ти Сергеј ќе сте само, вика машки, нема друг да има. Екам Љупка, прво фала ти, а второ, верувај ќе го износиме тоа на најубав начин. И као ми кажа, ми објасни се, ја бе фасциниран бидејќи секогаш нејзините реви се прекрасни. Октај, твојата работа секогаш нели подразбира посвета на изгледот, фризурата, деталите, елеганцијата. Колку вложуваш лично ти во твојот стил? Те гледаме често на на твоите социјални мрежи дека имаш специфични стајлинзи, специфични изгледи, нега на кожа, на коса. Кажи ми како го доживуваш тоа и како успеваш да изгледаш така безпрекорно? Јас ќе ви кажам неколку работи. Мора да се негуваме, мора да изгледаме добро, бидејќи продаваме естета. Лично мојата професија нели фризер, поред тоа модел, така да мора да сум секад среден, дотеран, а не само тоа, и луѓето што не го работат тоа треба да изгледаат веќе окей, бидејќи во странство и надвор од Македонија веќе негата не е табу тема, не е како да има класификација на групи кај што треба се негуваат. Не, треба секој да се негува, треба секој да изгледа убаво, затоа што секој си одговара за својот
изглед. Дали некогаш можеби си се појавил со стайлинг за кој после си рекол баш ова не ми требаше? Види, претходните рани години имаме утки направено, ама сега веќе гледам да не е тоа така. Па искрено пратам многу странски нели контент креатори, инфлуенсери, модели, така да си ги земам примери, тоа го кажувам јавно бидејќи не можеме се сами да знаеме. Да јас често пати сам си креирам некој лук, али често пати знам и да нели земам совет или пак да видам од некого нешто. Гледаме, значи, често нели твојата професија е тема на разговор на социјалните мрежи и ти се вложуваш да изгледат луѓето нели прекрасно, да има добра фризура, добра шминка. Кажи ми, дали можеби па некогаш си размислувал ете вака за некој моден бренд или еве своја собствена модна колекција? Ова е многу добро прашање, или само ќе те честитам. Прекрасни прашања секогаш ми поставуваш. Искрено ги кажам овдека. Поздрав до Хайп и поздрав до Ели. Имам таква идеја затоа што стварно нели поседувам некој собствен истинчен вкус за вакви модни парчиња, така да јас тоа го преферирам и во мојот приватен изглед секојдневието. Во иднина не знаете што ве очекува, така да останете тука, следи нешто добро. Секогаш изненадуваш, морам да признам. Може ли за крај да ми кажеш еден совет за добар изглед и кај мажите и кај жените? Нешто што еве според тебе е морално. Вага, не мора секој ден најубав, не мора секој ден најзгоден или најзгодна. Мислам дека само да е доволно среден, да е чист, исчешла, тоа е тоа, дечки. Секој е убав на свој начин, така да нема класификација тој е убав, тој е грд, таа е убава, таа не е убава. Секој само да изгледа чист, дотеран и тоа е тоа. Не се преоптеретувајте, оставајте да владее вашата енергија. Све е до енергија, верувајте. Окте, морам да ти поставам 3 прашања, да ти предложам. Ајде. Не се секирај, ќе ти простат. Ќе ми простите, добро? Не е намерно, не е злонамерно. Так, значи се вика кис, мери или кил. Со која од девојките би се оженил, со која би ја бакнал, која би ја отфрлил. Да. Да бидеме благи, би ја отфрлил. Дај ми те молам избор од странските ликови. Не, може една ти е многу добра пријателка, друга ти е соработничка и другата ти е пријателка. Ќе ти простат, мислам. Имаме Каролина, Биг Мама и Аделина Тахири. Со која би ја бакнал? Да ме види многу незгодно, они ми се мене соработници. Ако замислуваме да нема. Би ја бакнал од образ Каролина. Би ја бакнал од образ. Не би сакал да ја убијам Аделина, ама и ќе ја убијаме кил влага. Со Биги би се оженил, знам дека она е мај тајп и тоа е тоа. Би отишол на крајот на светот. Би отишол она исто луда како мене, тоа е тоа. Окте, ти благодарам многу на прекрасниот разговор. Те важи. Нема да ти се налутат. Значи, секогаш ги даваме најтешките да бидете поврзано другарски. Знаете што правите. Окте, ти благодарам многу. Ти посакувам ова вечер и очекуваме многу новости од твоја страна. Благодарам и се гледаме наредно. Јас сум Окте Сиди, а вие гледате Хайп МК.